Третманот на Австрија спрема барателите на азил во центарот во близина на Виена е скандалозен. Ова го оценува Amnesty International, обвинувајќи земјата дека недоволно се грижи за бездомните и гладни мигранти, кои во рекорден број годинава пристигнуваат во Европската унија. Во извештајот на Amnesty International се наведува дека повеќето од 3000 бегалци кои имаат поднесено барање за азил во центарот Трайскирхен, јужно од Виена, со недели чекаат на отворено изложени на екстремни временски услови. Во меѓувреме ние станавме символ на тага во Европа со овој бегалски центар. Пред неколку недели не можев ни да замислам дека Amnesty International ќе може нешто да најде за да испитува во Австрија. Ова покажува како вид на катастрофална политика доминира тука, вели градоначалникот на Трайскирхен Андреас Баблер за извештајот на Amnesty. На децата кои сами избегале од земјите како Авганистан и Сирија не им било обезбедена никаква психолошка грижа, а жените немале добри услови за хигиена, наведува меѓу другото ова организација за човекови права. Срамно е за Европа, секако и за Австрија. Ова е целосен хаос. Одбивам да прифатам дека ние не можеме подобро, изјави Матијас Штролц, член на парламентот од партијата НЕОС, односно Нова Австрија, по посетата на азиланскиот центар. Земјите од западот и југот на Европската унија се мачат да се справат со големиот број мигранти кои преку море и копно бегаат од воените зони. Високиот комесаријат за бегалци на Обединетите нации дановиве оцени дека условите за бегалците во грчкиот остров Кос биле тотално срамни за една членка на Европската унија. Австриското министерство за внатрешни работи како одговор на критиките соопшти дека станува збор за тешка, исклучителна ситуација која била создадена поради огромниот број бегалци, додавајќи дека ќе работи да подобри состојбата. Од една страна барањата се многу поголеми, 3 пати поголеми во споредба со претходните години, а од друга, тука е прашањето на бирократскиот модел што го имаме во Австрија за да се справиме адекватно со нив, вели портпаролот на Министерството за внатрешни работи Карл Хайнц Грунбек. Илјадници луѓе преку Балканот пристигнале во Австрија, земја со 8,5 милиони жители. Само во првата половина од годинава имало над 28.000 барања за азил, што е повеќе од бројот на целата мината година. Виена, која повика на задолжителни квоти за дистрибуција на мигранти во другите членки на Европската унија, ќе испрати околу 500 баратели на азил во Словачка со цел да го намали притисокот и веќе работи на нов закон за постапување со бегалци. Неопходна ни е поголема солидарност со Европа. Ова е европски предизвик, а не само на некоја одделна нејзина земја, заклучува Грундбек. Европската унија во минатиот месец не успеа да постигне согласност како 40.000 баратели за азил да ги распореди низ нејзините членки.